Само за аерозагадувањето, според Светската банка, Македонија годишно троши повеќе од 300 милиони евра за здравствени услуги, а според Светската здравствена организација годишно во Македонија умират 1300 луѓе како последица од аерозагадувањето. Овие фрапантни податоци денеска се обелоденија на презентацијата на податоците од истражувањето за степенот на загаденоста на водата, почвата и воздухот во Штипскиот и Скопскиот регион. Иако алармот е вклучен, резултатите за степенот на загаденоста во Штипскиот регион имплицираат дека овој ареал е еден вид еколошко острво во Македонија. Зошто? Тешки метали не беа детектирани ниту во почвата, ниту во водите. Со тоа што, пак ќе кажам, се работи за ограничен број на примероци и не може, навистина не е коректно да се донесе заклучок дека да, водите се чисти од тешки метали или не се чисти и почвите вклучително. Единствен параметар во водите кој што драстично отскокнува во сите примероци е фосфорот. А фосфорот е загадувач, контаминанта која што доаѓа речиси доминантно од канализацијата, односно од комуналните отпадни води. Значи и во прашоците и фекалната канализација, значи загадувањето е генерално органско. Инаку другите параметри беа во категоријата во која што се законско определени. Кои се потребните мерки за да може Македонија да се симне од црната листа на загадени земји? Прво да ги истражиме проблемите многу подобро и по квалитето од колку што ги имаме сега, односно малку повеќе наука, па потоа би можеле да донесеме конкретно заклучоци. Сепак нивото на податоци со кои се баратаат, ние дури немаме законски норми да ги споредиме кај почвите. Изнесените податоци се резултат од истражувањата на тимови од Факултетот за технички науки од Штипскиот универзитет Гоце Делчев во содејство со Институтот за комуникацијски студии и повеќе невладини организации.